Малку не ве разбрав низ преводот, коригирајте ме ако грешам, значи вие оспоривте неколку работи овде на овој закон. Еве од крајот ќе почнам. Ми се чини дека и во текот на дискусијата споревте и за матичната комисија, не ве разбрав, малце прекини имаше во преводот. Меѓутоа, еве првен ќе почнам, го спорите начинот на кој се реализира ова решение, ова иницијатива. Транспарентен, потранспарентен не може да биде. Прво читање сега за потребата на носење на овој закон, па после второ читање каде што член по член ќе го разгледаме. Потранспарентно и според деловник и потранспарентно, јас не знам како поинаку ова да го донесиме. Викате без стандарди реформи. И низ текот на дискусијата споменавте дека некои студиски програми не одговара со начинот на кој што Министерството за образование се изјасни дека некои студиски програми ќе бидат затворени, а зашто сега отвараме? Така барем ве расправ. Нова студиска програма, мислам нов факултет практички, кој што е правен наследник на веќе постоечка висока медицинска школа. Па се затварат насоки, студиски програми каде што нема интерес. Каде што имало интерес двајца, тројца студенти, тие нормално, рационализација, ќе бидат затворени. На овој факултет, односно на ова моментално висока медицинска школа, интересот е огромен. Се запишуваат од многу градови и не се брани дали се запишат македонци, албанци, турци, роми, срби, бошњаци, египјани и така натаму. На никој не им е забрането, цел регион се запишуваат, дури кога се отвори во 1988 година беше единствена виша школа во цела Македонија. Сите сестри во Скопје завршуваа во Битола. Така да не ве разбирам зошто спорите овде, што е спорно. Интересот е огромен, потребата, викате дека не е направена анализа, направена е. Значи, во почетокот на објаснувањето на законот, пишува точно на кои дати се што е направено во врска со носењето на овој закон, бидејќи постапката е првен тргнува од влада, па оди на одборот за акредитација, па доаѓа во собрание, каде што ние сме основачи. Значи, еве, владата на Македонија со заклучок број тој од 14.5.2025 година има усвоена информација за основање на Факултетот за медицински науки и здравство во состав на УКЛО. По добивањето на одборот за акредитација дал позитивно мислење на 6.11.2025. По добивањето на мислење од одборот за акредитација, предлогот за донесување на закон за основање на јавна високообразовна установа се поднесува до собранието. Значи, ова не било сега адхок некое решение, туку сигурно баш базира на одредени информации за потребите од кадар, а сите знаеме дека воопшто медицинскиот кадар во Македонија е дефицитарен. Имаме одлив на многу сестри, доктори во европските земји и баш во насока на тоа и во соработка со Словенија, како дел од еден проект за унапредување на образованието, го предлагаме ова законско решение, кое што ги значи вложување во образованието на медицинските сестри и можност за нивни кариерен напредок. Ви благодарам.